Значи, ова се XRP ETF-ите, каде што може да забележите дека апсолутно секој ден имаме милиони inflows. Значи, во последните 2 дена 1 милион, 1,5, 9,5, потоа имаме 8,8, 10,8, 18 милиони. Ова се дневни inflows во XRP ETF-ите. Нема outflows, има само inflows. Ќе ги погледнеме и другите, чисто видите дека не е ова исклучиво само XRP. Во најголем дел од алткоините има inflows. Ја не можам да разберам како може толку да биде слеп светов при вакви резултати. Погледнете ова. Значи, ова е во последнија недела 2. 5,9 милиони, 3,8 милиони, 3,7 милиони, 6,5 милиони, 5,9, 19, 26 милиони Solana. Hype е екстремно активен, значи истиот е само една недела стар, а имаме ситуација во која што 1,2, 3,4, 20 милиони, 11 милиони, 16 милиони, 25 милиони inflows во Hype во последниве недела дена. Ова е коин кој што дефинитивно сериозно го размислуваме да биде додаден во нашето портфолио заедно со SUI. Исто и овде, ова е линк, 984.000, 2 милиона, 2,5 милиони, погледнете, ова е во последните неколку недели, 3,8, 1,8 милиони, пак нема outflows, има само inflows. Litecoin е доста слаб, нема голем интерес, очекувано, искрено не би разбрал зошто би имало. Значи Litecoin буквално лепди уместо, немаме никакви вести за овој коин. Кога станува збор за останатите како Avalanche и HBAR исто така имаат активност, можеби не толку голема како останатите, но повторно и овде како може да видите 530.000, претходно имаме големи количини како 8,7 милиони, 5,2 милиони и HBAR слична ситуација, имаме активност. Погледнете. Имаме 1 милион, имаме 2,5 милиони ова во последниве недела дена. Тоа ни кажува дека дефинитивно имаме интерес кога станува збор за ETF-ите и значи дека институциите се заинтересирани за алткоини.